Добар ден, дечки. Како сте? Добар ден. Вака сега. Почекаме некое време, ама денес треба нешто да направиме. А тоа ќе направиме следното. Дали пред вас имате ливче за да запишите нешто? Ако немате, земете, најдете. Или пак малку ќе ви треба за да запишите нешто. Ќе видите сега што. Вака сега. Сега ќе ви споделам една веб страна која што вие ќе треба да ја отворите на компјутер додека сте приклучени. Значи вака сега. Или на телефон, не е битно од каде сте, само сега треба да ме слушате добро и ќе правите нешто, ќе видите што. Опрем да го отворам Teams, да го префалам на другиот монитор, за да ми биде прирака, за да можам да гледам. Ете така. Значи вака сега. Страната што треба да ја посетите горе ја гледате exam.net. Значи не можам да ја зголемам. Ја запишавте? Да. Значи exam.net, она напред HTTP не ви треба. Значи, на посебен тап на компјутерот кај што сте веќе приклучени на Teams, отворете пребарувач и во пребарувачот пишете exam.net и ќе треба да добиете вакво прозорче како моето. Што го гледате на компјутер. Сега. Значи до тука треба, без разлика дали сте на мобилен или на компјутер. Истото е. Дали ви јасно? Дојдовте до тука? Да. Па лесно е. Значи ќе појдете, ќе дојдете до тоа. Сега друго наредно. Значи сега гледајте што ќе правите, затоа што после нема потреба. Сега да ги приклучам. Емил и Деа. Деа и Емил, сега што се приклучите. Гледате, имам споделено нешто. Запишете веб страната што ја гледате горе. exam.net. Еве горе во аголот. exam.net. И ќе ви се отвори вакво прозорче. Значи почекувам сите да се приклучат. Значи, денешниот час ќе треба да провериме колку сте запомниле од она што го учевме, направени се задачи од оние што ги имаме решавано за време на часовите. Дури некаде се истите и бројки. Значи задачите што сте ги решиле на часот. Вие што треба да направите? Значи вас не ви треба ништо. Затоа сега многу добро слушајте ги упатствата што ќе ви ги дадам. Сега ќе ви дадам јас еден код. Кодот за сите е ист и вие тој кодот треба да го пишете во овој дел. Значи, код. Кај што пишав јас сега код. Значи, кодот ќе се состои од 6 букви, кои ќе ви го кажам и вие треба да го пишете тој код. Кога ќе го пишете кодот, вие кликнувате на Next и вашиот квиз почнува. Сега внимавајте. Кога ќе почне вашиот квиз, да го решавате. При тоа, не смеете да имате отворено ништо друго на компјутер, значи во позадина може да работи, ама не смеете ништо друго да го препокрие листот или страницата каде што ви е тестот. Вие решавате и пишувате и формули, и текст, и равенки, и цртежи внатре во квизот. Значи, се што ви е потребно, дури имате и дигитрон. Молам? Сега ќе го правиме. Сега ќе го правите. И при тоа јас молам? Се извинувам, но јас сега дојдов на час, може да повторите. Ќе ти кажам, појди на компјутер или на телефон на exam.net. Посети оваа страна што е горе лево, што ја гледаш, exam.net.
Напиши било на телефон, било на компјутер. Подобро на компјутер. Ако можете, подобро е на компјутер. Но ако не можете, приклучете ја на телефон, страницата и свртете го телефонот хоризонтално, за да имате поголема површина. Ама повторувам, ако можете на компјутер, подобро на компјутер. Сега. Значи, внимавајте, слушајте што ќе се случи. Кога ќе го пуштам квизот? Да го решавате. Уште еднаш повторувам. Имате се што ви е потребно за го решавате. При тоа, ќе добиете горе прозорец, значи главниот дел од квизот ќе биде како прозорец во кој што ќе имате два дела. Вака сега ќе ви покажам, ајде јас. Вака. Гледајте, сега ќе отворам кај наставник, јас сум веќе регистриран, ќе се регистрирам. Еве го вашиот квиз. Еве го кодот, ама уште не е пуштен квизот. Јас ќе ви отворам квиз, како изгледа, например, да го видите за 9-то квизот. Внимавајте сега. Вака ќе изгледа и вашиот. Дали го гледате ова? Вака се, слушнете. Горе ова полето, ви се задачите што ќе ги решавате. Овдека горе. Значи може да го лизгате со глувчето овдека од страна. Молам? Слушајте сега. Овдека ви се задачите. А овдека долу ви е просторот за пишување. Овој дел може да си го намалувате или да си го зголемувате колку што сакате. Ако кликнете овдека, горе, кај зумов, ќе се зголеми текстот на задачите. Ако кликнете на лупава, ќе се намали. Ако кликнете на ова второ копче, ќе гледате паралелно и задачите и местото за решавање. Ако кликнете на ова, ќе ви биде вертикално. Едно на друго. Сега тоа друго. Наредно. Ако кликнете овдека, например на стрелкава, ќе имате повеќе место. Ако кликнете уште еднаш да се отвори стрелката, овдека имате дигитрон и може да го користите. Ако кликнете овдека, имате геогебра. Може да цртате во геогебра ако сакате. Овдека ако кликнете, може да си цртате што сакате. Можете решението со цртеж да го направите. Било што. Сега. Наставниче, кога започнува? Ако ќе го пуштам јас. Значи, сега да ви објаснам што ќе имате. Во овој дел. Кој наставниче кодот? Ќе ви го кажам, почекајте да видите како е и уште најважниот дел. Молам? Ама ви кажав кодот, јас ќе ви го дам. Гледајте сега што ви кажувам. Оти е многу битно. Овдека, ако случајно нешто не можете да напишите, а го решивте на лист хартија, имате опција да го скенирате кодот. Ама видете сега како. Овој код е за секој ученик различен. Вие, за да може да ми пратите решение, напишано на ливче хартија, ќе треба да го скенирате кодот што го гледате тука со телефонот. Дури потоа може да сликате со телефонот и автоматски вашата слика ќе се пријави во решението. Инаку нема да може. Без да го скенирате овој код од вашиот мобилен телефон, вие нема да може да испратите решение од некој друг. Мора да е од телефонот, од каде што ќе биде скенирана овој код и од таму со истиот телефон пратена сликата. Во делот Teacher Chat може да запишите порака до мене. Јас за цело време додека го решавате квизот, ќе гледам што сите вие пишувате. Сега, кога ќе сте готови со решението, кликнувате овдека на Submit и квизот завршува. И квизот го испраќаат. Сега ќе кликнам. Значи уште еднаш. На почетокот горе ќе ви бидат задачите, кои што може да ги намалите. Долу си решавате. Пишувате обично како што сакат. Гледај сега. Ако сакаш формула да напишеш, кликнуваш на копчето овдека што е за формула и еве горе ви се отвори поле за формули. Полето за формули, ако кликнам на стрелка, има многу повеќе опции. И ако сакате да напишите дропка, кликнувате на дропкава и ја внесувате 2/5, например,
плюс, не знам што, x на квадрат, например. И си пишувате формула ако треба да напишите во формула. Овдека имате загради, еве имате апсолутни вредности, какви сакат. Еве од оздола индекс, еве букви алфа, бета, агли, ако треба, еве ви степени овдека. Значи, се што ви треба имате тука. Ќе напишите формулата. Наставниче, на која страница беше? Ќе ви кажав, значи вие не слушате што ви зборувам јас. Значи, ја пишувате формулата и формулата автоматски се појавува во текстот. Значи, овдека вие ќе го пишите целосното решение на задачите што ќе ви бидат во тестот. Потоа, повторувам, јас гледам секој од вас што пишува и колку напишува. При тоа, најважниот дел, сега да ви го кажам. Ако submit exam и готово завршува. Ако еве го кодот, кој ама џабе го гледате кодот, овој сега не ви е пуштен квизот. Значи, ако при решавањето овој квиз што ќе ви се отвори, го препокриете со било која друга страница, значи ви се отвори Facebook, ви прати мејл, отворите Word, отворите интернет да пребарате, квизот ќе ви се заклучи. Тоа значи вие дека нема да можете да решавате, се додека јас не ви го отклучам, а ќе ви го отклучам ако кажете причина зошто ви се заклучил. Значи јас гледам цело време што пишувате и гледам дека колку време ви е неактивен квизот. Значи, што друго и да направите, било што да направите, квизот ќе ви се заклучи и јас ќе добијам порака дека квизот е заклучен. Вие во делот што ви го објаснив треба да ми напишите причина зошто ви е вас квизот заклучен. Значи, се додека страната ви е отворена и вие работите, се ќе се биде во ред. Но ако отворите било што друго, освен квизот, кај што ќе решавате, квизот ќе ви се заклучи. Сега, еве го, ќе го кликнам на плюсот за да го видите кодот. Еве го кодот. Запишете го на страна, ќе ви треба. Значи, не го пишувајте во веб страната, џабе вие, не ви е почнат квизот, не ми е пуштен мене. Запишете го на страна. Ц големо, Q петка, П големо, З мало, Ф големо. Дали го запишете? Да, наставниче. Сега, овој код што ви го дадев, ќе треба да го копи. Значи, овој код ќе го внесите во овој момент. Значи, сега јас го отворам квизот, значи кај секој различни прашања ќе се појавуваат. Не смеете уште еднаш, штом го отворив квизот, не смеете да ви се отвори ништо друго. Ако се отвори било што друго, било која друга страна да го препокрие тестот, тестот се блокира. Имате време за решавање од овој момент до 15 часот. Значи сега е 2:13. До 3 сатот, 45 минути имате време да го решавате овој квиз. И при тоа повторувам. Наставниче? Молам. Ако имаме отворено нешто претходно? Ако имаш претходно отворено, може да остани се додека не ти го препокрие квизот. Значи, ако отворам јас друга сега страна, еве вака како што гледате, да го отворам ова, квизот автоматски се блокира. Значи, страницата кај што ќе ти биде квизот, мора само таја да биде. Исклучи Facebook, исклучи се. Не смеј ништо да ти ја препокрие. Да ти дојде известување од било која друга програма, квизот ќе се блокира. Сега, значи го отворам квизот. Повели. Ако во бидејќи јас во исто време имам час на компјутерот и ми е квизот на компјутерот, односно тестот, ако отворам за да видам нешто дека покажувате на страна... Ништо нема да покажам, значи ништо нема да покажам, а јас ќе се исклучам овдека, значи Teams ќе остани, ќе го исклучам јас Teams, оти нема потреба да бидите повеќе на Teams вие, значи еве вака сега, ќе исклучите се освен страната, ќе ви дадам време да се спремите, значи во 14 и 16 минути, значи по 2 минути од сега,
може да излезете од часот на Teams, да појдете на веб страната што ви ја кажав, го имате кодот и слободно може да почнете да решавате. Значи во 14 и 16 минути јас ќе го отворам квизот. Мола. Овде да не видимо клуче. Не морате да бидете приклучени, јато јас ќе гледам како решавате. Значи сега од тука може да се исклучите. Молам. А кога ќе се исклучиме, ќе треба во 3 повторно да се приклучиме. Нема потреба. Само што ќе го решиш квизот, денесниот час е завршен, а на утрешниот час ја ќе ви покажам колку сте решиле. Молам. Резултатите кај се покажуваат? Јас ќе гледам не само резултатите, туку ќе гледам и како пишувате. Разбирате? Затоа ќе гледам Подршка треба пишуваме. каква сакате. Може и на латиница да пишувате. Значи не е битно во. Молам? Да се исклучиме наставнице. Значи може да се исклучите од тука, еве јас го затворам овдека и слободно останете само со прозорецот на тестот. Не ми уште пуштен. Значи ќе го пуштам по 1 минута. Кодот уште еднаш ви го прочитувам. Ц големо, Q мало. Петка, П големо, З мало, Ф големо. Вака ќе го копирам, ајде сега уште еднаш. Вака. Ќе го копирам и ќе го ставам овдека во четот, додека не сте исклучени да го видите. Еве го кодот. Копирајте го сите во четвие. Кодот, овој код, копирајте го за да го имате, ќе остани. Слободно исклучувам сега и ви го пуштам квизот. Наставниче, Молам. само до 3 сата може да го решаваме квизот. Значи квизот ќе биде затворен само до 3 сатот. После тоа го заклучувам. И при тоа повторувам, немојте да имате ништо друго отворено и ќе ви се блокира квизот. Молам. Се избируваме, но можеме некс да припнуваме. Вака не можете, затоа што сега јас се исклучувам, не е пуштен квизот. Ајде се исклучувам и го пуштам квизот одма. Ајде.